Скопје за миг беше центар на евродипломатијата, плюс САД и Канада. Блинкен и Лавров се размина. Русинот допатува кога американецот замина по министерската вечер. Дипломатскиот Еврофорум во Северна Македонија е бойкотиран од Балтичките земји и Украина, кои сметаа дека шефот на руската дипломатија мораше да остане во Москва. Со агресијата врз Украина, континентот е пред новите безбедносни крстопати. Постои страв од хибридна војна и поделби. Реалните конфликти оставија печат врз конференцијата во Скопје. Таа неа реши загадката, дали е возможно обстојување на ОПСЕ, со одлуки кои мора да се носат уште со едногласност. ОПСЕ, Организацијата за безбедност и соработка во 1995 година, е преименуван како наследник на КЕПС, формиран е пред 5 децени во време на студената војна. Во Европа говори оружјето и суверенитетот на државите е повторно доведен во прашање. Дали сме на прагот од нова студена војна? Седиштето на ОПСЕ е во Виена, каде во 1995 година прв македонски амбасадор беше Огнен Малевски. Со своите 3500 вработени, ОПСЕ учествува во раното предупредување на конфликти, но и управува со логистичка помош во демократската рехабилитација на земјите опфатени од војни и внатрешни судири. ОПСЕ во Скопје некомплетен, со Лавров, но без Украина и руските соседи. Дипломатите не дојдоа на премиерата во драмски пикник. Бесконечен е кругот на војните во нашата цивилизирана историја. Почнаа првите тестови за идната влада, со Дуј или без Ахмети. Борбата ќе биде Дуј со поранешно Дуј. Да имаме околу 40% излезеност, што мислам дека е демократски пораз за политичките партии. Зошто Мицковски и Курти го поддржуваат заминувањето на интегративците? Јас сум убеден дека влада со Дуј нема да има. Влада без албанци мислам дека би била најголемата историска грешка која што некој би ја правил за оваа држава. Словенците дојдоа по македонски работници и нивните се иселуваат. 20% ќе биде имигранти. Тоа значи дека Европа ќе се менува многу. Тоа е најголем проблем. И Словенија сега ние имаме голем проблем со работна снага. Секако мислам дека подобар нам е живот во Европската унија него изван Европската унија. Така тоа сум сигурен. Професор по менеджмент на економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Потоа редовен член на Европската академија на науки и уметности. Бил министер во 2 словенечки влади. Роден е во Постојано, но се образувал во Љубљана. Професор Владо Димовски бил советник и во првиот мандат на екс-премиерот Зоран Заев. Професор Димовски, овие денови сте во Скопје, држевте обука за стратешки менеджмент, но пред да се осврнеме на делот околу менеджментот, било да е стратешки, било да е кризен менеджмент, ваши првични проценки во однос на она што објавуваат светските анализи, а тоа е дека светската економија нема да се опоравува со посакуваното темпо. Дали ковид, пандемијата, енергетската криза, сушност создаде долгорочни последици врз целокупната економска состојба во светот, но и регионот? Да, тоа е многу комплексно прашање, апсолутно. Прво фала да можеме да имаме овој разговор. Да, во право сте, ама по мене ситуација во цела светска економија е многу потешка, многу покомплексна. Јас мислам да сега е еден период кога се некако дефинира, така да кажем, нови светски поред. Значи, свет после овата криза, која нема само еден вид, COVID, нормално енергетика, логистични структури,
нови технологии, дигитализација и така натаму, сите ти процеси водат во нови тип на цивилизација. Може тај тип на цивилизација ќе биде повеќе како предвидел професор на Харвард, Хантингтон, Самуел Хантингтон, кој кажуваше дека ќе имат фрагменти на различните цивилизации. Економскиот раст во Западен Балкан се одвива бавно, но и нееднакво. Ова се предвидувањата на Светска банка. Македонија е дел од европскиот пазар и ние сме увозно зависни. Зошто македонската економија има ниски вредности на пораст на брутоопштествениот производ во ситуација кога перманентно, особено после економската криза и енергетската криза, перманентно имаме раст на животниот стандард, зголемување на задолжувањата на државата? Мислам дека една од битните ствари кога бев како советник на влада и во време на доктор Бучковски, време на Заев, видов дека статистика во Македонија не е сосема правилна. Рецимо, јас како советник кој беше многу патен во невработеноста, во деловната снага и така натамо, видов дека бројките не се окей. И 6-7 пати отидов до статистички офис и сакав да добијам кој се прави бројки, ама немам. Значи, доста од тоа што има активноста во Македонија е во црна економија, сива или црна економија. Значи, прави бројки не се знаат. Мислам дека така. Се сомневате во релевантност околу, например, стапката на невработеност, одливот на кадри, Тоа е статистика. економскиот раст? Тоа е едно, ама друго мислам дека не е зафатено. Доста од тие активности не се зафатени со тие бројки. Бидејќи доста се работи во сива цона, доста се работи со црна, како кажеме, црна економија. Таму многу производство има. Не се издават фискални рачуни и така натаму. Значи, има доста тоа да се работи на тај формални дел. Да се добива прави бројки. Јас секогаш сум за политика fact-based. Значи, да има на оно што да се сите одлуки да базираат на некои бројки. Да базираат на некоја реална ситуација. Малку се сомневам дека сите ови бројки на кои се базираат некои одлуки на, да кажем, на владни структури и така натаму, можда и не се прави. Ама то не сум јас така да го докрајчим или ама тоа е моje лично размислување, базирано секако на некоја ситуација која сум имал во минатото во Македонија. Тоа е прво. Друго, мислам дека Македонија сега, после овој период кој почна, рецимо, со Преспа Agreement, со Преспански договор о рамки, од рамки што се тамо, имат отворен пат за некоја нова економска структура, така да кажем, која е нормално базирана на повеќе технологија, на дигитализација, на унапредена радна снага и така натаму. Значи има доста можности, а знаем од моја собствена фамилија, која е исто тука во Македонија, дека луѓе тука се многу entrepreneurial, да многу сака да работат во смисло новите ствари, нови и така како работа за свој рачун. Господин Димовски, најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија бележи назадување, особено во реформскиот пат, негова стагнација. Најпроблематични се судството, криминалот, корупцијата, неказнивоста. Родени сте во Словенија. Како Словенија се справи со овие најделикатни области во битката против корупцијата, криминалот, кои се веројатно и се всушност клучните области на патот на една земја кон приклучување во европското семејство? Во Словенија ние проведуваме многу реформи. Јас бев во влада во Словенија кога влегуваме во Европската унија, тоа беше една од клучни точки. Значи против корупција, борба против корупција, и тогаш ние стартуваме со некои принципи. Еден од главен принцип е zero tolerance. Значи нема толеранција никаква корупција. И тоа треба не да биде само
samo како дел на полиција или внатрешни послови, тоа треба да биде на секога, на сите разини. Можно ли е во една мала држава, како што е и Словенија, па и Македонија, како што вие велите, нулта толеранција во битката против корупцијата, во ситуација кога постојано, особено јавна тајна е во држава дека постои блискост и спрега помеѓу политичките бизнис елити и судството? Тоа нема да се случи преко ноќ. Тоа е дел на културата, да така или не култура. Значи, секој пат, во секоја ситуација треба да се најде оптимален пат. Во смисло зеро толеранција, ничелна толеранција, ништо. Нулта толеранција. Благодарам. Така да во тоа смисла тоа е многу долг и тежок процес, бидејќи поготово во ситуација кога тоа е дел на култура и кога луѓе ќе кажат па сите така работат, зашто и јас не би работел така, тоа е онда многу тешко. Професор Димовски во едно интервју пред речиси 2 години зборувате за потребата од нов општествен договор не само во Словенија, туку и во останатите балкански земји. Кои би биле главните постулати на тој нов општествен договор? Прв принцип сигурно треба да биде правна држава. Значи и заштита на citizen, заштита на секој човек во економија и во право, и после тоа од тоа да се крене на одредени стратешки целеви. На Македонија сигурно за мене еден од сите би биле енергетика. Што прават со енергетика, што прават со логистичка структура, патишта, железници, аеродроми, вода и така натаму. Трето, однос до земја. Гледам и Македонија одредени производи кои би можела сама да производи, има во увоз. Зашто тоа треба? Јас, рецимо, мојата фамилија во Неготино, они имале многу земја и обрадувале. И сега некако јас мислам дека тај однос до земја и тај полјопривредна реформа би требала да биде една од приоритета на секоја влада во Македонија. И пета тачка, требала да има долги рок. Значи не секоја влада која дојде има некоја своја агенда, па после оди, па друга влада своја агенда и така натаму. Значи би требало да се сложуваат по одредени прашањима кои се стратешки и долгорочни. После објавувањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, власта се обидува да го амортизира ударот од релативно негативните забелешки во делот на клучните реформски зафати. Дали може бугарската политика и бугарската блокада да се смета како главна кочница на македонскиот пат, или пак политиката на Софија користиме како алиби за натрешниот капацитет и неспособност да ги испорачаме клучните резултати во овие области? Тај процес на влегување, каде сите држави сека по едно, треба да се сложи. Значи, тоа е процес кој е многу комплексен. Значи, секоја држава, кога нека држава како Македонија би влегувала во Европска унија, треба да се сложи со тоа. Значи, сите прашања кои се генерална прашања и билатерална прашања треба да се средат. Сега, во Словенија исто ние имавме одредени проблеми со Австрија, со Италија, така натаму, и тие беа члени на Европската унија и со нив требавме да достигнеме, рецимо, одредени билатерални договори. Како, например, јас бев министар за труд и многу словенци работат во Австрија и во Италија. Значи, тоа е пар илјада луѓе кои работат тамо и ние моравме да подпишеме билатерални уговори со Австрија и со Италија, да тоа прашање ќе биде не на маса на Европската унија, него помеѓу нас. Австрија, Словенија и Италија, Словенија. Значи, исто така, предпоставам да во процес на влегување во Европската унија, што би требало да биде еден од тие структури, од тие стратегии,
тоа би било најверојатно и како на билатерални договор. Не верувам дека Европската Унија тоа ќе издигне на ниво на Европската Унија, се сомневам, а можда не сум во право, него тоа би требало да биде договор, билатерален договор. Господин Димовски, дали Македонија ги следи светските трендови на вложување на кадровските потенцијали во ситуација кога, особено за Македонија, во последен период се соочуваме со недостиг на работна сила. Овие неколку денови сте во Македонија, држевте обуки за стратешки менеджмент. Каква стратегија ни е потребна за задржување на квалитетните кадри во државата? Значи, одговор е пак има многу поени сега, поанти. Прво, во Македонија одредени структури се многу напредни. Тоа се, рецимо, подразумева на едукација, на следување на светски трендови и така натаму. Значи, имате одредени структури, како рецимо Алкалоид, кои има јасна стратегија, кадровска стратегија, што да се работи, во кое имат луѓе кои се школовани на запад, кои има на одредени топ факултети на свет и така натаму, значи тие луѓе се враќат. Во генерално гледам да има многу млади луѓе кои сакат да излегуваат од Македонија и значи би требало тогаш да се многу појача едукацијски систем. Ама не само едукацијски систем персе, него едукацијски систем со можноста таа знаење да се користат. Значи да се отворат, да се дават микрокредити, да се, значи, целата структура мора да биде таква да луѓе останат кај куќа, дома во Македонија. Ама секој има секој си знае свое, како кажемо, нели? Свое и секој ќе се одлучи на основу критерија кои се тука. Значи, јас гледам и што работувам со одредени професори, со рецимо луѓе во бизнис и така натаму, и некои се перфектни во нова доб. Значи, они знаат што се случува по свет, сакат да донесат тоа кај куќа во Македонија и во некоја смисла треба да медии повеќе покажуваат, гледај, ова е успел и тука е успел во Македонија така натаму, значи да имаме она што сме имале рецимо во Словенија, шампиони, бизнес шампиони, некако така. Значи во тоа смисла видам дека можности се, ама треба да се работи со некоја стратегија за едукацијски систем пресве. Господин Димовски, последните анализи покажуваат дека Словенија е новата Германија за македонските граѓани. Според податоците во Словенија има околу 1200 студенти. Ако продолжи овој тренд, Македонија ќе изгуби помеѓу 10 и 12.000 млади стручњаци. Само последниве 10 години според податоците околу 5.000 македонци добиле статус на постојан престој во оваа држава. Моето прашање е на што се должи екзодусот од македонски граѓани кон западноевропските држави или ова е тренд, светски тренд во кој имаме перманентна транзиција на граѓаните од една во друга држава? Тоа е точно. Рецимо, јас сум на економски факултет во Љубљани и таму секоја година, мислам, има 50 до 60 млади луѓе од Македонија кои сакаат да студираат таму. И тие се добри студенти. Имат можно во први семестар некои проблеми со јазик и така, ама после тоа тие се добри студенти. Чак сега имаме неколку ови студенти од Македонија кои станале професори, асистенти, па професори, така натаму, на наш факултет, на факултет за стројарство, на факултет за електротехника и така натаму. Значи, тоа се квалитетни луѓе кои доаѓаат во Словенија. Треба да се знае дека до година 2100 во Европа ќе биде 100 милиона имигранти од изван Европа. Тоа не е моја интуиција, него тоа е податок од Statistical Office of Europe, European Statistical Office. Значи, они гледат тоа као
nek тренд тоа ќе биде рецимо околу 20% на деловната сила, работна сила во 2100. Значи 20% ќе биде емигранти. Тоа значи дека Европа ќе се менува многу. Ќе се менува поради на различни збивања, различни фактори, ама имиграција ќе биде мотив. Разлог е што Европа сака да има модерно работна места и сака луѓе. Значи, Европа сега сте стари, значи aging population, и нема доволно работна снага, работна сила. Значи, од сега, тоа е најголем проблем. И Словенија сега ние имаме голем проблем со работна снага. Бидејќи и секоја година и ми имамо делта минус делта работната снага. Значи и во иднина тоа ќе биде тако. Нема да се мене, бидејќи ние сите сакаме да живееме на одредено ниво. А тоа одредено ниво бара инвестиции, бара капитал, бара работната сила. Значи предвидување што ќе се случи, тие трендови нема да се успорат, ја мислам. Тие трендови ќе биде во иднината, ќе биде inter-European, значи внатре Европа ќе бидат миграција, ама одван во Европа исто ќе биде миграција. Господин Димовски, идната година Словенија одбележува 20 години од членството во Европската Унија, чина 1. мај 2004 година се приклучи кон Европската Унија. Колку денеска институциите во Словенија се транспарентни, функционални, колку граѓаните имаат доверба во системот, правосудниот систем? Тоа е големо прашање. Јас бев во влада, како знаете, кога влегуваме во Европската Унија. Тоа беа 2-3 години интензивни преговори со Европската Унија, со структури и така натаму. Морам да кажам дека не сум очекивал толку ствари да ќе се промени, што се променило сега во последните 20 години. Мислам дека ние сме, оно што кажуваме на англиски, fully integrated. Значи, ние сме дел на Европската Унија, во сите правци, во сите политики, сите стратегии и така натаму. Јас би тешко со бројки да би кажал што се случило во смисла на заштита, на права, на ова така, ама исто свет се променил. Сега многу има некои нови иницијативи, некои хоризонтализирани политики и така натаму. Значи, од тоа, дали тоа е разлог на влез на Европската Унија или е глобален тренд што се случува. Секако мислам дека подобар нам е живот во Европската Унија него изван Европската Унија. Така тоа сум сигурен. Мислам дека граѓани се заштитени, така да кажем, имат права да одат на рецимо европски ниво за судство и така натаму, али има и друга страна кој кажува дека Словенија, ама тоа е дел на процесот, станала многу поадминистративна, побирократизирана. Постапките се многу покомплексни, комплицирани. Така да нема арбитрирање. Значи, тоа се плюси и минуси на влез на Европската Унија, али генерално мислам дека е попозитивно да сме во Европската Унија. Некој се праша дали тоа беше добра одлука, и ја мислам дека беше најдобра одлука и влез во Европската Унија и влез во НАТО. Каква деловен амбиент може да очекуваме во 2024? Во текот на изминативе година, две македонските компании постојано се жалеа дека имаат проблеми околу состојбите со зголемување на цената на струјата, недостигот на работна сила, дека ковид пандемијата, енергетската криза создала голем товар врз работата на фирмите. Па имате право, не сум баш оптимист.
за сите овие процеси што се случуваат на свет и мислам да тоа ќе се случува малку подолг период него период што сме мислили од почеток, кога пандемија стартувала. И јас не очекувам многу промени за сите овие работи што сте ги наброили. Мислам тоа ќе оди и во натаму. Значи, какви стратешки заокрети би требали да дојде, што би требало да се случи, не сум сигурен. Ама сигурно ќе оде во правец дека енергија ќе биде поскапа и поскапа. Нема да биде по ефтина, барем така мислам. Проблем е, рецимо, дека сите овие инвестиции во енергетика се многу долгорочни, многу стратешки. Така да мислам да и промена на некоја енергетска структура ќе трае многу долг процес. Затоа не очекувам многу промени. Мислим, ние за жал така морам да кажам, ама треба да бидеме реалисти. Значи, работната средина не ќе се промени многу во овие следните пар години. Мислам дека едно од прашање кога би требале да ги одговориме е нормална дигитализација. Дигитализација е супер, ама дигитализација е исто дехуманизација. Значи, луѓе не се дружат. Рецимо, јас гледам како млада генерација немат повеќе тие социјални вештини што се имали во минатото. Значи, како тоа ќе биде? Имат нови проблеми на психолошки ниво, АДХД и тако тоа е нови работи, изгореност на работа. Сега се почесто се зборува за вештачката интелигенција што... Така е, тоа сакав исто да кажам, ChatGPT, рецимо Джена и тие нови програми што се за вештачка интелигенција, тоа ќе промени. Рецимо едукацијски систем. Ние, рецимо, не сме спремни на тоа уште, на универзитети. Не во Словенија, а гледам не во Америка. Јас бев, кажам, 2 месеца ова година на Флорида, University of South Florida, и видов дека и они не се спремни. Ама ти сега шо ќе мериш, рецимо, со студенти? Шо ќе мериш? Нихово знаење или нихово знаење на употреба на ChatGPT? Тоа се голема прашање. И голема прашање за едукацијски систем. Ние знаете што има најголем проблем. Што да ги учиме студенти? Дали да ги учиме методологија само, па они нека се снајдат. Дали да ги учиме само концепти или да ги учиме how to, чи како некоја работа се работи. Така да во тоа смисла се предизвици многу големи за едукацијски систем. Господин Димовски, благодарам за разговорот и за издвоеното време. И на вас. Следните избори ќе се исцрта нова политичко-партиска мапа. Но каква влада ќе состави, веројатно победникот ВМРО-ДПМН, ќе зависи од резултатот на албанците на партиите во земјава. Дури да се обезбеди така наречено македонско мнозинство, ќе биде неразумно партиските репрезенти на албанците да не учествуваат во обезбедувањето на парламентарното мнозинство, идниот владин кабинет. Каков е политичко-партискиот распоред во албанскиот кампус? Дали ќе се суспендира неформалното правило? Победникот во албанскиот табор мора да биде коалицијски партнер. Деновиве доктор Сефер Тахири во НРС публика објави анализа со можни дилеми околу опозицијската албанска коалиција. Колку има потенцијал да се соочи со ДУИ и политички да го пензионира Али Ахмети. Во ова издание разговарам со професорот Сефер Тахири. Господин Тахири, кој со кого и со каква платформа кај албанците гласачи и во делот на поддршка кај албанските партии? Мислам дека на следните избори ќе имаме 2 крупни политички коалиции кои што ќе настапуваат под речиси исто име. Од една страна го имаме Владиниот фронт за Европа, предводен од ДУИ, во кој што најверојатно ќе бидат и партијата на поранешниот министер за земјоделие, кој што беше во владата, значи одреден период, во владата на
Заев, господинот Ходжа и партијата на независниот пратеник Скендер Реджепи. Дали во овој блок ќе се вклучи и Демократската партија на албанците, мислам дека треба да почекаме. Можно е да се вклучи и ДПА и ќе имаме еден поширок фронт на политички партии кои што ќе настапуваат на изборите. Од друга страна, блокот кој што го предводат опозицијските партии под името Европско движење за промени, составен од Без алтернатива и Демократското движење на Изет Меджити, исто така ќе биде на некој начин сериозен конкурент на Демократската унија за интеграција. Алијанса на албанците заради учеството во власта, сметам дека ќе настапува сама на изборите, бидејќи таа партија се одлучи да биде дел од власта во, би рекол, тежок момент. Дали беше тоа добро за државата, односно за јавниот или општествениот интерес, може да се разговара за тоа, но Алијанса на албанците со вклучувањето во власта, мислам дека губеше многу кај својот партиски електорат, кој што е предиспониран. Тој е опозицијски, значи, расположен, бидејќи дел од него е електорат на тврдата Демократска партија на албанците. Мислам дека овие комбинаторики се во моментот кога зборуваме и треба да очекуваме еден сериозен надпревар помеѓу ДУИ и поранешните членови на ДУИ. Бидејќи знаеме во одредени периоди Билал Касами и Изет Меджити веќе јавноста знае дека 15 години беше втор човек на ДУИ, по Али Ахмети беше првиот подпредседател и Африм Гаши исто така имаше одредени поврзаности со ДУИ, можеби не директно, но во минатото да, и мислам дека борбата ќе биде ДУИ со поранешно ДУИ. Дали ќе продолжи падот и абстиненцијата на гласачите слично како што тоа беше случај на последните избори? Дали абстиненцијата на изборите е резултат на ниската заинтересираност кај гласачите, апатијата која владе, или може би она што и вие го пишувате во вашата последна колумна за Республика, дека граѓаните се иселуваат од државата. Тука мислам вклучувајќи и кај албанската етничка заедница. Мислам дека двата фактори се битни. Прво, точно е тоа дека има политичка апатичност, има голема пасивност кај албанското гласачко тело, особено по 2017 година, кога се очекуваше дека конечно во земјата ќе се воспостави вистински правен поредок, судовите ќе бидат во функција на правата и слободите на граѓаните и така натаму, администрацијата ќе биде многу професионална, вработувањето во администрацијата нема да биде по партиски клучи и така натаму. Тоа што се случи, значи, по доаѓањето на Заев на власти, фактички недоволното реализирање на големите ветувања, мислам дека создаде апатичност во целото општество, но бидејќи го анализираме албанскиот гласачки кампус, создаде и голема апатичност кај албанците. Апатичноста, односно недовербата во системот. Имаме ние, мислам, голема недоверба во системот. Голема недоверба во институциите. Луѓето веќе не веруваат во судовите. Луѓето не веруваат во обвинителството. Луѓето не веруваат во
другите институции како дел од системот. Луѓето за жал не веруваат во здравството, бидејќи знаеме дека голем број на граѓани дури и за некои здравствени проблеми кои што се основни, кои што може да ги решава нашето јавно здравство, се упатуваат во приватниот сектор. Сето тоа води кон тоа што го рековте и го истакнувам јас во мојот последен текст за Республика, дека ова е резултат кој што придонесува да голем број на граѓаните се на некој начин се движат кон европските земји, а има и одреден дел и кон Соединетите Американски држави. Секојдневно се полнат автобусите во Скопје, во Тетово, во различните градови кај што живеат албанците. Аеродромот во Скопје секојдневно се полни и значи ни ги зема младите кадри, младите умови, особено младите кои што може да придонесат во развојот на технологијата, особено информатичката, здравствените кадри ни бегаат секој ден и сето тоа влијае да ние на следните избори да имаме околу 40% излезеност, што мислам дека е демократски пораз за политичките партии прво, но и е пораз за целото општество. Како државата, институциите, политичките партии, целиот систем крахираше и дозволува, значи, нашите млади да придонесат за развојот на другите држави, на другите општества, а нашето општество да биде во ниво на општество или на држава која што речиси безмалку е неразвиена, а не земја во развој. Господин Тахири, возможно ли е влада без репрезенти на албанците, имајќи го во предвид и Бадентеровото правило, и фактот што и албанската етничка заедница учествува во буџетската потрошувачка? Влада без албанци, мислам дека би била најголемата историска грешка која што некој би ја правил за оваа држава. Влада без представниците, без разлика што јас зборувам дека тие нема да бидат целосно легитимни или пак демократски легитимитет полн нема да имат, ќе биде, значи, еден чекор кој што ќе води кон федерализација на земјата. Јас сум убеден дека во земјата постојат струи, структури, постојат групации кои што ова може би го посакуваат и во македонскиот политички блок и во албанскиот политички блок. Но мислам дека до тоа нема да дојде не само заради Бадентеровиот принцип, туку поради фактот што нашето општество сите овие години од 90-та година па навака создаде едно непишано правило дека во владеењето на граѓаните треба да учествуваат представниците на двете најголеми, значи, етнички заедници. Македонскиот народ и албанската етничка заедница, односно албанскиот народ, бидејќи само на тој начин ние ќе имаме општество на кохезија, односно ќе имаме општество кое што води кон интеграција. Влада без представниците на албанците, без разлика дали тоа ќе бидат тие што ќе го добиваат поголемиот број на гласови кај албанците, бидејќи тој принцип веќе е нарушен. Победникот со победникот веќе не важи. Ако предпоставиме дека Дуи ќе биде победник кај албанците, убедени сте дека можеби сепак Мицковски и Ахмети би правеле влада, иако категорично не стават на ВМРО ДПМ дека влада со Дуи никогаш и под ниту еден услов?
Јас сум убеден дека влада со ДУИ нема да има, и тоа го констатирам од изјавите на господинот Мицковски, ако он биде идниот мандатар за составување на владата на Република Северна Македонија. Значи, мислам дека без разлика на резултатот кој што би бил на следните избори, ако има бројка за составување на новата влада, тоа ќе биде влада составена од ВМРО ДПМН и опозицијските партии на албанците. Може ли ДУИ да се победи во услови кога преку своите партиски инсталации, непотизам, ги запоседнаа речиси сите институции, да се обезбеди поддршка кај албанската опозиција, до тој степен да целосно да ДУИ биде приморана да замине во изолација, а со тоа Али Ахмети да доживее политичка пензија? ДУИ е 20 години во власта. Речи си 20, освен 2006-2008 година, кога во власта беше Демократската партија на албанците. Тоа создава големи капацитети за една партија во смисла на кадровски капацитети, професионални капацитети, во смисла на ресурси, финансиски и човечки ресурси, но исто така создава и влијание кај гласачкото тело. Фактот што го спомнавте, дел од вработувањата се случиле во времето на ДУИ. Мислам дека има околу 20.000 вработени албанци по доаѓањето на ДУИ во власта. Тоа е голем податок, значи да речеме дел од нив се неутрални, се приклучиле, се приклониле кон опозицијата и така натаму, но поголемиот број е стабилно, значи гласачко тело на ДУИ. Јас мислам дека копијата ќе се кршат во тоа како албанската опозиција ќе нуди алтернатива на ДУИ. Како албанската опозиција ќе успева да ги убеди гласачите дека она ќе биде на некој начин групацијата политичка која што ќе овозможи подобар живот на албанците. Ако албанската опозиција значи влегува во стапицата или наративот на ДУИ, поврзан со 2001 година, поврзан со крупни етнички прашања, поврзан со разни прашања кои што се од доменот на идентитетот на албанците, кои што сметам дека се битни, сметам дека се многу важни за изборите. Но мислам дека време е на граѓанинот да му се нуди подобро здравство, подобра администрација, подобро образование, подобри јавни услуги, подобри судови, подобри обвинителства и на некој начин да му се нуди една надеж. Јас мислам дека граѓаните во Македонија, големиот дел од нив, ја изгубиле надежта во оваа држава, надежта во овој систем. Господе Тахири, Алијанса на албанците кога влезе на Илинденска број 2, лидерот Таравари порача дека ДУИ може да се порази само доколку бидат во рамки на владината коалиција. Не знам што мислел Таравари кога влегувал во власта, но мислам дека тоа беше погрешен потек, зборам од партиска гледна точка. Како се ближат изборите, се погласно и се почесто се зборува дека ДУИ е изворот на корупција и криминал. Дали на интегративците им недостига уште банка за да ги легализираат Балканите пари кои ги имаат стекнато, дали по легален, дали по криминален начин? Банка на албанците е стара идеја. Банка која што ќе действува во Македонија, која што на некој начин ќе го менаџира капиталот на албанците, е идеја од, мислам дека 90-тите
години и мислам дека во иднина може да се случи да има банка во која што ќе бидат вклучени луѓе кои што се по етничка припадност албанци, кои што имаат одреден капитал. Изборниот фолклор денове го потенцираше и шефот на дипломатијата и подпредседател на ДУИ Бујар Османи во едно интервју каде што вели ВМРО ДПМН, но и некои луѓе од СДСМ им смета еднаквоста на албанците. Дали оваа пропаганда е во подгревање на притисокот или мобилизацијата на електоратот, особено кај албанците, и дали со повторно се подигнуваат меѓуетничките релации? Во Република Северна Македонија најлесно е да добиваш гласови ако се надпреваруваш, ако конкурираш со големи идеи. Ако се тие големо етнички идеи или пак идеи кои што се етно-фолклорни, етно-романтични и така натаму, мислам дека така лесно се добиваат гласовите, бидејќи граѓаните на некој начин, за жал, и од дел од медиумите се така култивирани, односно на некој начин медиумите влијаеле граѓаните да бидат етноцентрични. Тоа што ДУИ се обидува сега, мислам дека е резултат на нивната позиција, бидејќи сериозно, значи, ќе се соочуваат со одредена коалиција која што е составена од 3 партии. Иако и во минатото имаше такви коалиции, беше Алијанса на албанците, партијата Унитети и партијата на професорот Руфи Османи, која што не беше водена тогаш од Руфи Османи, туку беше од сегашниот амбасадор во Рим, нели, кој што беше и одредено време и пратеник, но тој се отцепи од таа коалиција и таа коалиција веќе не функционираше. На овие избори ДУИ се соочува со сериозна, значи, политичка алтернатива. Фактот дека ДУИ, нели, се промовираше во Зелена партија, се сеќаваме сите дека го смени концептот, ја смени бојата, дека ќе се залага за зелена енергетска, европска агенда и така натаму, дигитална агенда, и одеднаш, значи, имаме наратив кој што води кон тоа дека албанците ја водат државата, еве премиерот ќе биде албанец, дел од луѓето кои што се во ВМРО ДПМН се национал шовинисти и така натаму, е во функција на изборите. На крајот, каде водат овие опасни игри? Кој е поголем албанец, а кој е поголем македонец? Јас сум во новинарството од 1998 година, ги следам изборите од 1990 години. Приказната за тоа кој е поголем албанец и кој е поголем македонец ја слушам постојано. Јас мислам дека ваквите приказни за тоа кој е поголем патриот, а кој е предавник, кој е поголем албанец, а кој е предавник на албанската кауза, водат кон тоа да ние во иднина за следните 5 години да имаме не милион граѓани, туку да имаме околу 700.000 граѓани. Ви благодарам за издвоеното време и за разговорот. Благодарам и на вас. Следете интервју со универзитетскиот професор Сефер Тахири. Немаш вода, немаш куш, ја? Отвори. Отвори! Кој? Јас! Отвори. Шумите се само пушка, а не таму за
Во средата во предвечерието на Министерскиот самит на ОПСЕ по едно дождливо време. Тука во драмскиот театар, на сцената, се играше драмскиот текст Пикник на фронтот од познатиот шпански писател Фернандо Арнабал во режија на Андреј Цветановски. Токму Андреј Цветановски е гостин во ова издание на Трилинг. Господине Цветановски, која е клучната порака на оваа представа? Оно што се обидовме да го пренесеме како чувство и како атмосфера е да создадеме една представа која што ги опишува луѓето кои што ја преживуваат војната, а со тоа и пораката што сакавме да ја испратиме дека луѓето кои што, како да речам, се оние кои што се прашуваат за тоа кога се создава една војна, два пати да се запрашаат дали би го направиле тоа ако добро ги погледнат работите кои што им се случуваат на оние условно речено малите луѓе кои што на терен ја преживуваат војната. Во најавата на премиерата велите војните се чудовиште што голтаат се пред себе. Кој ги креира и кој ги води? Во представата се случува во еден момент, мислам дека тоа е главната порака, дека истите работи им ги кажуваат и на едната и на другата страна. И тоа ист човек ги кажува истите работи. И мислам дека во однос на тоа, не знам кој ги креира, но многу си личат еден на друг, тие што ги креираат војните. На крајот од представата на генералите им се нуди да свират во бенд. Дали сме ние всушност живееме во некаков нов цивилизацијски шок? Па, не знам дали би го нарекол нов, може би само по-видлив, но мислам дека историјата се повторува како фарса веќе безброј пати, да можеме да видиме дека навистина, како што вели Ајнштајн, само човековата глупост е бесконечна. Ние сме само еден производ на некакви, како да речам, конструкции за профит, моќ, не знам што се друго, но се она што се случува, се она што го гледаме е некаков резултат на некакви игри, на некакви, како да кажам, големи глави кои што создаваат она што го создаваат заради своји лични интереси, а не заради пропагандата што ни ја сервираат нас. Дали наместо да доминира толеранцијата и дипломатијата, всушност во преден план е оружјето? Па, како што можеме да видиме во последниве година-две, нешто што мислевме дека нешто што се случува нели низ целиот свет, само малку ние не го дознаваме заради нашата западна ориентација, да речеме. Но сега веќе и на оние простори кои што можеме да ги наречеме цивилизирани, како Украина, се случуваат страшни работи, и тие страшни работи се случуваат затоа што некој решил да се случат, не дека предходно немале конфликти таму руското и украинското население, ама се случува сега. Тоа сигурно има зошто. Во представата Пикник на фронтот вашите војници не пукаат. Зошто? Па ние, не знам, некако оно што сакавме, што се обидовме да го направиме во оваа представа е да создадеме, да ја направиме представата, а да ја прават луѓето кои што ја преживеале војната. Кај нас, значи, овие војници, сите се со некаков
како да кажам, посттравматски воен синдром, кои што преживеале некои страшни работи во војната и ова што го напишале, односно ова што го направиле, сето тоа главната поента на крај е мир. Иако знаат дека никогаш нема да дојде затоа што на крај повторно се местиме да играме истата представа, затоа што како што реков, бесконечен е кругот на војните во нашата цивилизирана историја. Кој најмногу профитира во војна? Војните профитери. Не знам кој најмногу профитира, но знам кој најмногу губи, тој што нема што да добие. А тоа е обичниот народ. Рековте дека некои големи луѓе или умови таму некаде далеку решаваат за тоа дали да има војна или не. Кој владее со светот? Се оди во надолна линија, така би рекол, во последно време се чувствувам дека капитализмот од некаков систем стана обсесија и мислам дека ова потрошувачко општество не прави да бидеме се помалку и помалку емпатични и мислам дека се тоа влијае да сите дојдеме до еден цивилизацијски пат кој што не гледам дека добро ќе заврши. До 2017 4 години сте биле уметнички директор во театар комедија. Минатата година го поставивте Идиотот Достоевски во Нови Сад. Важите за режисер на класичната светска драматургија. Дали го сакате цинизмот и во представите од животот или тој се повеќе е црн хумор кај нас? Јас оно што го сакам во театарот е животот како таков. А тоа е дека нема ништо ни црно ни бело и дека не е ништо ни само црно ни само бело. Туку има многу нијанси на тоа и дека театарот треба да е како животот во смисла на тоа дека секогаш треба да има и возбуда, и тага, и среќа, и измешани емоции. И мислам дека цинизмот е исто дел од животот. За жал се поголема инспирација се драмите на абсурдот во која што е и оваа Пикник на фронтот се поактуелни се затоа што стануваат се пореални. А тоа кажува нешто за светот дека светот станува абсурден, дека веќе театарот на абсурдот не може да го развива својот правец затоа што панданот, она што треба да е нормално, веќе не е. Веќе одамна го губи својот светот го губи својот разум и затоа театарот на абсурдот станува театар на реализмот. Андреј Цветановски, режисер на представата, покрева се и Билјана Драгичевиќ, пројковска актерка, Филип Трајковиќ, Дамјан Цветановски, Стефан Вујчиќ, Сонја Стамболичиоска во овој состав се забележува дека воглавом припаѓате на ова помлада генерација на актери и режисери. Дали тоа значи дека доаѓа време на промена на генерацијата на режисери, актери, сценаристи? Па, таа е константна е и промената и борбата за своето место, кога велам борбата не мислам на не знам каков конфликт, туку едноставно борба со самиот себе да стануваш се подобар и подобар. Знаете како во театарот таа млада и стара генерација не толку се приметуваат затоа што не знам, еве на пример Билјана Драгичевиќ Пројковска, која е, да речеме, највозрасна во екипата, мислам дека е најголемот дете од сите нас во најпозитивната смисла на зборот, затоа што љубопитноста е еден од нашите главни механизми и заигрувањето со нови теми, нови материјали, нови идеи, нови состојби е една од основните работи во театарот, така да ние сите сме
деца кои што одбиваат да пораснат барем додека се на сцената. Благодарам за издвоеното време. Фала ви на вас за убавиот разговор. Што барате на оволку опасно место? Заминете од овде веднаш, многу е опасно. Да, опасно, да, опасно, да. Ти на татка ти ќе му кажуваш да војме и опасно. Ова за мене е само една обична игра. Толку за ова издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте не на trilling.mk.